Почитувани, добар ден. Почнуваме со црвена линија. А денеска во црвена линија продолжуваме да ја следиме човечката и здравствената драма што ја предизвика трагедијата во Кочани. 9 дена подоцна пристигна и првите радосни вести за подобрување на состојбата кои ни даваат надеж, но секој од нас знае дека патот кон целосно закрепнување е долг и сложен. 5 критични и 110 стабилни е состојбата на пациентите од пожарот во Кочани, кои се лекуваат во странство, распределени низ Европа благодарение на механизмот за цивилна заштита на Европската Унија, директната билатерална помош од соседните земји и неуморната работа на нашите здравствени работници. Денеска 16 лица заминуваат на домашно лекување, но рехабилитацијата ќе трае со месеци, а здравствените работници продолжуваат да се борат за здравјето на секој пациент. Клучните прашања што ќе ги поставиме денеска во црвена линија се: како функционираше здравствениот систем во кризата? Дали здравствената структура беше подготвена? Дали семејствата добиваат соодветна поддршка? Какви лекции научивме од оваа трагедија? Министерот Таравари најавува враќање на нови повредени од странство во следните денови, но исто така е загрижен за 5 пациенти каде состојбата е критична. Додека тагата се уште е присутна, вниманието сега е насочено кон оние кои се борат за своето здравје. Првичниот шок помина, но едно прашање се наметнува. Тоа е и нашата тема за денеска. Како функционираше здравствениот систем во овие критични моменти? Денешната анкета ни е поврзана со министерот за здравство Арбен Таравари, кој не уверува дека целосно фокусиран за грижата на повредените пациенти од пожарот во Кочани, но и за сите граѓани во Македонија. А за да одговорите, учествувате во анкетата на Црвена линија за овој ден, задолжително заследете на Инстаграм профилот Црвена линија, но заследете го и профилот на Телма телевизија на Инстаграм. На Инстаграм стори кликнете веднаш и секако ќе ви излезе денешното прашање кое гласи: дали министерот Таравари треба да поднесе оставка? Имате две опции на Инстаграм стори на оваа анкета да кликнете, односно да одговорите, да, не. Кликнете на вашиот одговор, ќе сумираме во проценти како и секогаш и ќе ги објавиме резултатите некаде конкретно во денешно издание на Црвена линија. А во продолжение ќе го погледнеме и прилогот на Тамара Марковска, сушност за топлото добре дојде за големиот херој Јован Костадинов од Виница, кој што беше пречекан од своите соученици од гимназијата Ванчо Прке во Виница. Да го погледнеме. Со аплауз, транспаренти и приградки соучениците го пречекаа 19-годишниот Јован во училиштето во Виница. Тој стана херој како во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани спаси повеќе од 20 на луѓе. По трагичниот настан Јован се лекуваше на клиниката за токсикологија поради вдишување на голема количина чад. По 7 дена неговата состојба значително се подобри и вчера беше пуштен на домашно лекување, откако неговите лабораториски и токсиколошки анализи покажаа нормални резултати. Третирање 7 дена, сосема добро ја прифати терапијата, во подобрана општа клиничка состојба, вчера е испишан, пуштен на домашно лекување со комплетно референтни лабораториски и токсиколошки анализи. Препорачаме во наредните 7 дена да се направи уште една контрола и мислам дека во наредните 2 до 3 месеца сите тие пациенти што вчера ги испишавме, вклучувајќи го Јован, ќе бидат под наша обсервација. Денеска од македонските клиники се испишуваат 12 пациенти, додека 27 остануваат на болничко лекување. За пациентите со изгореници од прв и втор степен, пластични хирурзи од Скопје ќе одат во Кочани да вршат прегледи, за да се избегнат патување до Скопје. Во Штипската болница имаме информација дека има 4 пластични хирурзи. Ние имаме тука доволно пластични хирурзи. Јас кажав дека континуирано наши екипи ќе бидат присутни во Кочани,
доколку треба и во Штип за некакви интервенции. Министерот Таравари кажа дека и периодот по трагедијата сериозно се размислува и за отворање на центар за изгореници, но нагласи дека капацитетот би бил ограничен само за неколку пациенти. А почитувани, ние продолжуваме со вас. Поточно продолжуваме со Црвена линија. За учество во оваа контактна емисија доволно е да го завртите нашиот добро веќе познат број 02 307 005. Напомена од технички аспект задолжително, барем за оние кои што може би за прв пат ќе посакате да се вклучите во Црвена линија, намалете го целосно и тонот на ТВ приемникот. И исклучително важна напомена која што ја следи етиката на Црвена линија. Најнапред ве замолувам, драги наши, да се држиме до темата, конкретно до прашањето и она што денеска сака да го слушне од вас Црвена линија. А тоа значи дека Црвена линија денес ве прашува според вас како функционираше здравствениот систем во овие критични моменти. Секој говор на омраза, говор кој што алудира на насилство, говор кој што во себе содржи вулгарности, пцости и недостојни зборови, секако Црвената линија ќе биде веднаш активирана, односно гледачот или гледачката ќе бидете исклучени. Затоа ве замолувам, а знам дека навистина генерално секој од вас се држи до етиката, до културното ниво на изразување, а секако сето тоа е возможно и кога сакаме да го искажеме својот став. Ние денеска ги бараме одговорите конкретно на ова прашање. А тоа е како според вас функционираше здравствениот систем во овие критични моменти. Ако сте подготвени вие, секако подготвени сме и ние. Добар ден. Да, добар ден. Еве, според вас како Поздрав функционира? Повелете. До вас и до телевизија Телма. Големо благодарам. Според вас како еве одговори функционираше здравствениот систем? Здравствениот систем одговори во најдобра намера со тоа што сите клиники кои беа на располагање ги примија сите пациенти во прво време и после тоа се распределија надвор од државата. Со тоа што еве и овие сега што се враќаат, услушаме министерот Велски дека ќе бидат примени и прифатени и на некој начин дури во Кочани ќе бидат префрлени некои пластичари кои што таму можат да му дадат прва помош и све што е потребно. Иначе здравството беше на високо ниво, до сега ваква брзина на спасување, на носење одлуки дека треба во оваа клиника, во таа клиника и така натаму, или во 8 септември, или во градска болница, или по приватните болници, не е битно. Здравството беше на една висока оценка, каде што така и треба и понатаму да се понашаме и да ги почитуваме здравствените работници, затоа што тие се тие кои што го даваат тој здравствен успех во Република Северна Македонија. Ви благодарам многу. Големо благодарам и за учеството и секако за вашите одговори во ова издание на Црвена линија. Топло препорачуваме да останете со нас, бидејќи дискусијата дури сега продолжува и почнува. Така да продолжуваме со вклучување на вас, почитувани. Добар ден. Дали се слушаме? Да. Добар ден, во Црвена линија сте. Благодарам, пошто многу тешко се добивате. Прво да ви посекам, значи, похвалница за искажаниот труд, за код и за вашето истражувачко новинарство. Големо благодарам во името на телевизија Телма и редакцијата на Код. Уште еден доказ дека вие сте телевизија, кој што стварно ги покренува. Го гледав и со интервјуто со, кажи го, Бови. Имаше малку незгодни прашања кои што некои јавни личности требаа да го искажат своето. Ама они се скрија задните изборови. Али свака част... А во на нашето прашање, ве замолувам, еве, како граѓанин, како се справи Министерството за здравство со кризата во Кочани? Каква оценка ќе дадете? Многу убаво. Со тоа што го има и тоа што може да го направат, максимум го извлекува. Инаку сите ги знаеме јавната слика како ни е возраст. Тоа е, нема друго што да се прави. А сега напорно, значи пост од кој ќе се вратат,
стануваат компликациите, проблемите, кај што мораме уште повише да се обрата внимание. Ние сме само обични граѓани кои што си го кажуваме нашето мислење. Иначе има стручни лица за таа работа. Благодарам. Големо благодарам и вам и за одговорите, секако за учеството во Црвена линија. Продолжуваме со вас да видиме какви одговори сушност ќе дадат гледачите на 02307 005. Напомена, задолжително намалете го и тонот на ТВ приемникот. За подобро да се слушнеме, јас и вие да зборуваме преку слушалка. Добар ден. Ало. Дали е намален тонот на ТВ приемникот? Да. Добро. Па еве, според вас како функционираше во цело здравствениот систем во овие критични моменти? Здравствениот систем во овој случај се покажа перфектно. Јас мислам дека вредат за 10. Тие толку беа прибрани и толку ефикасно настапија во овај случај, што многу животи беа спасени од страна на лекарите и медицинскиот персонал. Целиот медицински персонал беше ангажиран до максимум. Јас мислам дека треба и уеднина медицинскиот персонал треба да се ангажира така и за другите болни. Не дај Боже да се случуваат вакви трагедии, за да дојде до израз нивниот за да дојде до нивното интересирање за болните. Работата беше во тоа што луѓето беа максимално ангажирани и беа пренесени на време и беа спасени на тај начин многу млади животи што беа во цуто на младоста. Јас сакам исто така да бидат медицинскиот персонал обрне внимание и на останатите болни кои во иднина... Благодарам за вашите одговори и учеството во ова издание на Црвена линија. Ало? Секако напомена да се внимава и на тајмерот кој што брои 90 секунди. Ало, имам важна информација кратко на темата. Повелете, во 90 секунди секако. Се јавувам од Битола. Моментално докторите добро си ја завршија работата. Информација ви давам дека во Битола фамилија Скендер се вика, над 100 години произведува мас за изгореници. Се јавувам јас затоа што сум доживеел ногата ќе ми ја сечеа пред 30 години. Со маста негоја бев излечен. На болница докторите ми рекоја само маста оди кај Скендер. Да дајте информација, цела Битола познава. Моментално Скендер живее и во Скопје, а и во Битола има фамилија кај се продава мас. Сега ве молам да ми дадете, дали ме слушате, ве молам да го искористиме вашето присуство. Според вас оценка како одговори здравствениот систем во оваа трагедија? Према можностите, не знам со какви лекои располага, а да покушат да најдат ова мас. Имам јас број телефон од Битола кај се продава и не знам како да... Добро, благодарам за споделеното. Секако ќе потсетам Црвена линија. Имаме денес конкретна тема, како што гледате и на екраните. Испишани се прашањата кои што денес Црвена линија ги поставува до вас. А тоа е според вас како се справи Министерството за здравство со кризата во Окочани, како одговори во цело здравствениот систем во оваа трагедија. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Ќе бидам многу кратка. Сакам да изразам една голема јавна благодарност до сите здравствени работници, апсолутно до сите, од најниско ниво, од Кочани до клинички центар, до Министерство за здравство, до Фонд за здравство. На вистина, луѓето се за секоја пофалба и почит беа на висината на задачата.
со оглед на тоа со кои ресурси располагаме, навистина направија невозможни нешта. За секоја почит мислам дека иако се најнапаѓани здравствените работници, сепак покаже уште еднаш дека се сепак тие кои носат огромен товар во едни вакви несакани ситуации. Поздрав. Голем поздрав и тоа си, големо благодарам за вашите одговори и учество во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Ќе ве молам, прекинете ги комерцијалните јавувања. Ги прекинавме на некој начин, колку што се потрудивме, еве и напомена уште еднаш да се држиме до темата. Во однос на темата ве замолувам, еве, како ќе кажете... Едно прашање во врска со организацијата. Зошто почина шоферот кој што ги возеше повредените? Од организација? Каква организација? Зарем во Кочани немаат уште еден, двајца, тројца шофери? Зарем не можело од Скопје да се пратат возачи? Министрите што шета по соседните земји, не можеа ли во првите моменти да се јават за да обезбедат места за смесување на нашите пациенти? Толку, доволно. Пријатно. Благодарам за споделеното. Благодарам за споделеното, а оно што може како одговор да ви даде Црвена линија, секако не знаеме дали всушност ваквата акција, односно постојано со едно возило и да се доставуваат пациентите таа кобна ног од Кочани до Скопје во голем број пати. Всушност не знаеме дали било на барање и на самиот возач на амбулантното возило. Така да, секако благодарам за учеството. Добар ден. Ало? Повелете, ве слушаме, во Црвена линија сте. Добар ден. Повелете. Повелете, ве слушаме. Тина? Да, повелете. Слушај, не ми е јасно зашто човекот... Ало? Ве слушаме, продолжете. Од човекот што се вие од Битола, зашто не му дозволите да го каже бројот за да ги помогнат на луѓето? Ве молам, Црвена линија, има тема денеска. Одговорете еве на прашањето кое што е поставено, ве молам. Слушај вам, која Црвена линија, бе, човекот сака да помогне на децата, вие го исклучуете. Секако информациите, слушајте ме, ама слушајте ме сега, значи Црвена линија не... Слушам, кажи. Значи човекот секако може би оставил информации во режија, а секако еве може да се најде лесно и на интернет. Да не оставаме дека Црвена линија оди во насока на маркетинг, ве молам, значи... Кој е маркетинг? Па сака човекот да помогне на луѓето, ве срамота, море. Ама го оставивме да каже. Еве сега кажете вие на нашето прашање. Што не го кажат? Што не го остави да го каже број? Па дали може секој да се јави у режија, ве? Па еве вие се јавивте во Црвена линија и по завршувањето на Црвена линија слободно завртете. Благодарам. Најверојатно гледачот не може да го разбере концептот и она за што всушност ние зборуваме денес. Значи Црвена линија е емисија која што е наменета за целата публика. Што значи во овој момент секој кој што гледа Црвена линија, може би сте се приклучили нешто подоцна, секако ќе добие впечаток дека во Црвена линија се води една малку поинаква дискусија од она кој што е конкретно нашата тема. А денеска и како народ, и како граѓани, сакаме од вас да слушнеме, еве според вас, како се справи Министерството за здравство со кризата во Кочани. Секој оној кој што еве може би сака да даде информација како гледачот, го оставивме, но секој јавување секако не може да биде маркетинг и да зборуваме нели на таа тема, туку на темата за која што денеска и ве прашуваме. Така да продолжиме со она зашто навистина сака Црвена линија да го слушне од вас. Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав, од Црвена линија сте, повелете. Хвала, поздрав и до вас како редакција. Како најпрво, благодарност до службите, навистина, сите си ја завршија стварно
убаво работата. Мислам сега дај Боже да беше за убаво ние сите сочувство со семејствата и на починатите, а за повредените би кажал само едно, што поскоро да не оздрават, а иначе институциите си ја завршија и се бореа стварно. Мислам дека некој господин спомна за шоферот. Видете, луѓето што имаат чувства во борба таква, сакат да помогнат од људска страна. Мислам дека се жртвува човекот. Сигурен сум дека тој најмалце се надевал дека нешто не такво ќе му се случи, но во борбата, знаете, морате да се жртвувате. Сега нека му е лесна земја на него, нека почива мир. Мислам дека некоректно сега отпосле никој не сакаше, мислам, нити од семејствата не посакуваа такво нешто кон господинот што толку активен бил и се борел за секој човечки живот, значи млади животи ни отидоа, ама на некој начин лошо се врти и политика. Благодарам и вам за учеството и за одговорите. Ке потенцирам уште еднаш. Внимавајте, тајмерот е 90 секунди. Неминовно е да ве подсетам за активно учество во Црвена линија, секако е возможно и преку коментари и споделувања. Заследете не и на Facebook профилот е Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија, каде што редовно ги објавуваме како и секогаш темите за кои што зборуваме со вас. А еве и како изгледаме на Facebook. Црвена линија прашува како се координираше целата акција и дали здравствените институции беа на висина на задачата. Па ќе почнеме и со коментарот на госпоѓа Цветанка Стојановска, која што го напиша следното. И покрај моите лични критики за нашиот здравствен систем, морам да признаам дека во оваа ненадејна колективна трагедија од широки размери, здравствените институции беа на висина на задачата. Во тој страотен хаос и наплив од повредени, сите беа присебни и одлично координирани. Во сите здравствени работници видов акција за борба со времето да се спасат животите на безброј повредени. Да не ги заборавиме и лекарите од Институтот за судска медицина, кои за краток временски период изврши обдукција на настраданите 59 тела. Искрено сочувство до семејствата, утеха нема. Посакувам на сите повредени Бог да им даде сила да издржат борбата за живот, да оздрават и да се вратат дома. И никогаш никому и никаде да не се случи кочани. Благодарам многу во името на редакцијата Црвена линија, госпоѓа Цветанка Стојановска, за вашиот коментар. Во продолжение и уште една информација, возачот на амбулантното возило Иле Гоцески посхумно ќе биде одликуван од Министерството за здравство за својот херојски чин и неуморното дејствување во таа кобна ног кога се случи страхотната трагедија. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Не знам што да додадам, повише од тоа што го слушна од коментарот на господјата пред малку што го прочитате. Јас бев лично инволвиран во тоа. Сите институции беа на висина на задачата. Безпрекорно беше поставена целата работа, за жал. Али стварно не знам што да додадам повише од тоа што го додадела господјата у целиот текст. Се е на место напишано. Бе присутен, инволвирано сето тоа. Знам дека е така како што го напиша господјата. Џаве е да се препукуваме, да се караме, да се докажуваме меѓу себе. Тој ден никој нема да го заборавиме. За жал ќе остане црна дамка у нашиот живот, али да не ги злоупотребуваме моментите. А институциите ќе завршија работата безпрекорно. Какви лекции научивме од оваа кобна трагедија, според вас? Ова е малку политичко прашање, а лекцијата ние никој пат нема да си ја научиме, додека не си го смениме системот и начинот на функционирање. Од најмалата гранка до најголемата гранка. Од обичниот човек до најголемите институции кај нас државата. Мислам дека треба од корен многу работи да смениме. Затоа ќе ни треба многу голем процес, многу време. Надевам се дека тоа еден ден ќе се случи и нашите едни генерации
Благодарам неизмерно за вашите одговори и она што го споделивте со гледачите на Црвена линија. Секако останете со нас. Добар ден. Добар ден, Тина. Еве вака, јас ќе кажам неколку зборови, затоа што овие 7, 9, 10 дена веќе не се тргнав на телевизорот, барем ние што сме тука повозрастни, што не можевме на некој друг начин да помогнеме, сем со некои мали донации. Сакам да кажам дека Министерството за здравство секоја чест. Кој ќе фрли една дамка, значи не е човек. Го поставивте прашањето како се снајдаа сите институции. Сите си ја извршија работата на ниво, значи над ниво. Системот тебе се најде човек кој го управува правилно и затоа сите работат како што треба. Кој треба да си работи со полиција, се извинувам, кој треба да работи во здравство, кој треба да работи во сите тие системи. Системот мора да го води еден човек. Не може сега некој да се меша во здравство или да даде овој оставка. Не може оставки, нема оставки додека не се исправат некои работи. Убаво си почна секоја чест за здравствените работници, приватни, државни, не е битно, сите застана на нога, секоја чест. Значи, здравствените работници пак покажа, како што покажа и за ковидот, така и сега. Покажа дека се сплотени, покажа дека сака да помогнат, покажа дека можат да помогнат и затоа треба да се наградат. Сега тоа нека одлучи владата како ќе ги награди. Ќе посетам само да се внимава на тајмерот, 90 секунди, како и секогаш се предвидени за едно јавување. Но и тука сум да ве посетам, секако слободно завртете го повторно нашиот број за нови 90 секунди. И големо благодарам до нашата гледачка, која што еве го сподели својот став со гледачите на Црвена линија. Продолжете и со опишување, коментари, секако ќе ги читаме во рамки на ова издание, помеѓу вклучувањето на гледачите во живо. Добар ден. Добар ден, Тину. Поздрав до тебе, поздрав телевизија Телма и до сите гледачи. Благодарам многу. До фамилиите. И можам да кажам дека здравствените работници многу добро си ја завршија работата. Дори имаме пофалби од Израел, немите лекари, од Србија и од Чешка. И сега ние овде може само за име да говориме, да напаѓаме некои партии. Иначе добро си ја завршија работата. Значи, Вучич и сами откажа дека Македонија мала земја, 4 пати вика помаленка од Србија. Значи, ги пофали здравствените работници и сега ние нема зашто да се жалиме. Веќе за на друго место знам дека не се добри, еве го Струмица не одговара. Значи нечиме и после трагедијата. Но во Кочани си ја завршија работата професионално, можам да кажам и над човечки, значи толку беа добри. Сега што го спомна шоферот и овде не се оправа. Например, овде нема и докази. Честити до шоферот, да не ме свати некој погрешка. Но ајде да предикаме шофер за возе. Како име овие што доаѓаат од Германија или да кажеме од Шведска што возат по 30 часа, дури по граници и повеќе. Никој не починал. Сега друго е например тој што вози овде, друго е тој што доаѓа. Според вас еве какви лекции научивме од оваа кобна трагедија? Ние можам да кажам, не можам да кажам какви лекции, но мислам тоа треба да ни биде за пример. За друг пат ова да не ни се случи, значи да работници, здравствените работници да работат више повеќе и да учат од Западот. Благодарам многу за одговорите и учеството. Продолжуваме и со коментарот на господинот Горан Чоков, кој што на Facebook го напиша следното. Изненадувачки, во заграда во позитивен контекст, македонскиот здравствен систем со настанот во Кочани и многу ажурно се постави, со надчовечки можности несебично се ставија на вистинското место, во вистинско време. Време за многуте повредени. Секоја чести и благословени да сте. Поздрав. Благодарам многу господин Чоков и вам за учеството преку коментар. Продолжете да пишувате. Црвена линија, профилот е кој што ви треба, се разбира за следете и на прашањето како се координираше целата акција и дали здравствените институции беа на висина на задачата, дадете го вашиот одговор. Ке ги читаме коментарите и меѓу вклучување. Гледачи, добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па, овај пат беа на висина на
задачата, значи може да се речи, и премногу работа имаше, и премногу повредени луѓе имаше, така да сите беа распоредени првен по центрите тука, па после наедна се јави тој Европскиот кризен штаб што е, па се распореди и по другите држави, првен по околните, па понатаму и дури до Шведска, до не знам до каде веќе стигнаа, секаде се бараја специјалисти за ова работа, за да помогнат, така да ми се чини дека Министерството овај пат беше на висина на задачата која што беше негова. Се работеше турбо, значи ангажиран беше цел персонал, јас како што видов, имаше снимки од секаде, од ургентниот центар, од Скопје, од секаде кај што одеа, значи навистина беше момент за да покажат дека навистина можат, ако треба, а требаше, така да покажеа навистина голема ажурност и големо знаење, голема работа. Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Останете со нас, следните внимавајте само на тајмерот. 90 секунди се предвидени за едно јавување и еве уште еднаш ќе напоменам, значи задолжително и намалување на тонот на ТВ приемникот. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Се слушаме. Да, повелете. Дали здравствените работници си извршија работата малце повеќе извршија него што требаше? Малце повеќе се трудеа него што можеа. Но ја, она момчето би му честитал на храброста, што се фрли во огон, што изваде 20 од децата внатре. Тоа е храброст. Тоа е смелост. И то дете 19 годишно, колку е уште не е брат маш оформен. Исто така сочувство до семејството за возачот и возачот храбар, некој ќе каже вака онака се кавично возеше за Скопје да пренесува. И знаеше ли тој возач што има позади во товарот, што вози? И во какви брзини, со какви мисли патува до Скопје и назад. Тоа луѓе чувство да има да го разбера што е. Тие луѓе се за награда за одликување и возачот и момчето, па и здравствените работници. Ја мислам немаше човек од тие што беа ангажирани и тие доброволно сами што трчаа, што помагаа. За секое поздравување беше што луѓето сами се сплотија, не гледа ни овој ни оној, секој кој што можеше, дури еве момчево се осуди во огон да влези. Благодарам многу за учеството. Останете со нас. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Дали се слушаме добро? Јас ќе дадам уште еден обид. Добар ден. Ало? Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Добар ден и поздрав, ако може така да се рече. Ве слушаме. Како се справи Министерството за здравство со кризата во Кочани? А мисле сум дека се прави на најврвно ниво, дури и неочекувано за наши услови. На вистина треба да му се одаде признание не само на Министерството, тука и за сите структури што учествуваа во спасување. Намислеја сум дека треба да се подржи владата, да ја доврши работата и инаку немаме други структури кои ќе може да помогнат. Сакам да искористам, да исползувам овој момент да изразам воски, задоволство и да дадам честитки на младото момче. Какви герои му требаат на Македонија.
само 10% да се така македонците, немаше да дојдеме до овакво дереже. Поздрав уште еднушка до вас и до момчето. Благодарам. Благодарам многу за вашите зборови и одговори во Црвена линија. Сега повторно ќе ве префрлам онаму каде што пристигаат коментари, така и треба да биде, бидејќи тоа се одговори на нашите прашања кои што сакаме да ги споделиме со јавноста. Продолжуваме и со коментарот на господинот, односно X Ариевец, така е напишан профилот. Напишал си ја работеа и ова прашање ви е добро, а тоа што немаме толкав кадар и капацитет за толку пациенти, толку ни е голема државата, ама се на време се транспортираат децата. Едно прашање, дали Сестина и Жан Митрев клиниките помогнаа за да ги изгрижат дел од пациентите? Имаме одговор и господине X на ова прашање, конкретно на кобниот ден 16 март Жан Митрев секако напиша дека 7 пациенти се згрижени во клиниката Жан Митрев. Тогаш и за критичните се очекува да бидат превземени и да бидат организиран трансфер во странство. И еве ви го и одговорот за Ачибадем Систина, кое што на 21 март беше објавено дека клиничката болница Ачибадем Систина останува отворена за прием на повредените пациенти. Продолжуваме со вас во живо, почитувани. Добар ден. Ало. Повелете, ве слушаме. Ајде, добар ден, Тина. Добар ден. Што вика пословицата, криво да седам, ама право да зборам. Значи, пофалби за Министерството. Така што слушаме ние, луѓето страна и што гледаме. Се покажа. Секоја чест. Сега, затоа треба Министерството и државата да ги цени тие медицински сестри, тие болничари, што имаат макар со години, што не се примени те на одредено на 6 месеци и па отпусти ги, па прима ги, треба да размислят и стварно да им се даде речење за стално. Момчето од Виница треба не само да го тапшаме, да го фалиме, треба една голема награда да му се даде во парични средства. 20 луѓе, 20 деца да ги спасиш. Крали Марко не бил толку јак херој како ова дете. Пак да не должам, значи пофалби за Министерството, пофалби за сите доктори, за сестрите и за момчето. Не само ќе одат министрите или да го пофала, да го наприем на ручек. Финансички да се награди. Бидете поздравени, све најдобро. Бидете и вие поздравени, но секако останете со Црвена линија и телевизија Телма. Продолжуваме и со коментарот на Facebook, кој што го напиша Дејан Поповски Николовски. Здравствените работници се за респект во Скопје. Јас претходно одев на клинички Мајка Тереза и бев изненаден како македонци, албанци, роми, срби, турци, доктори работат професионално и брзо, респект за докторите, а во ситуацијата со повредените од Кочани и не се сомневам дека професионално постапиле. Благодарам господине Поповски Николовски за коментарот и учеството во Црвена линија. Добар ден. Здраво, се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Да не се повторувам со предходниците и предходникот и тој кој го издигна и пофали и заслужено момчето. Значи, до крајот на својот живот да има субвенционирано све. Дали работно место, дали ќе види плаќан додека е во работен однос, нормално. Се на друга телевизија слушнав, некои се прашуваат зошто решетки имал на прозори. Па тоа било магазин. Да не му крадат роба. Значи било магазин. И додека добивал легално дозволи, била претходната монструозна власт. Кажете ми, еве, дали здравствената структура беше подготвена според вас? Дали го имаме гледачот се уште на линија? Се исклучи гледачот. Еве една напомена, значи ве замолувам, имаме конкретно прашање, конкретна тема.
А денеска фокусот на црвена линија во однос на тоа да дадете коментар, оценка, став, мислење во однос на тоа според вас како се справи Министерството за здравство со кризата во Кочани. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. На линија сум? Да, повелете. Намалете го тонот на ТВ приемникот, ве молам. Ама не... Ало, добар ден. Добар ден. Бе друг зборува. Намалете го звукот на телевизорот. Ме не сум ја на линија. Ама вие сте на линија. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Ало, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте, повелете. Ало. Дали се слушаме? Во црвена линија сте. Повелете. Ја ве слушам. Да, повелете. Како се справи Министерството со здравство со кризата во Кочани? Да, тоа е прашањето, повелете. Па јас мислам дека во можностите кои ги има Министерството се справи во добра. Меѓутоа, ова беше изненадување што никој не го очекуваше и затоа што и не можевме да очекуваме подобри резултати него овие што ги постигна. Му благодариме многу на здравствените работници и на Министерството што одговорија на вакво, мислам, неочекувана составја која се случи. Меѓутоа, ние не можеме да очекуваме повеќе затоа што можностите се такви какви што ги имаме. И уште еднаш благодарност за сите медицински работници што одговорија на ваквата криза во Кочани. А за ако сакаме да наоѓаме критики и мани, има многу, меѓутоа не е тоа. И уште еднаш за детето и за шоферот многу благодарност. Голема благодарност и од наша страна за вашето учество во црвена линија. И пред да продолжиме со она што следува, неминовно да ви ги прочитам и овие коментари. Адриан Демири напиша: министерот и Министерството за здравство апсолутно на ниво на задачата, безпрекорен и пример за сите други вршители на функции. Секоја чест за доктор Арбен Таравари, екипата негова, како и за сите други здравствени работници. Продолжуваме со она што секогаш ви го најавувам во однос на кога ќе пристигнеме некаде кон оној дел каде што секако се соопштуваат резултатите од денешната анкета. Така да, еве на денешното прашање. Дали министерот Таравари треба да поднесе оставка? Со да одговорија 39%, а со не одговорија 61%. Продолжуваме со рекламите, потоа повторно сме заедно во студио. Почитувани, големо благодарам што бевте дел од ова издание на Црвена линија. Всушност, токму вие и го креиравте со вашите одговори. Утре повторно во истиот термин со нова тема. Останете со Телма. Довидување.